Господин Николов, кажете ми како гледате на падот на реалните лични доходи во последниве 3 години во Македонија? Во 2010 паднаа 0,6%, 2011 2,5%, лани 3%, еве и во јануари продолжува тој пад по 2,3%, 2,7% месечно. Што е причина за ова? Значи, вкупниот амбиент функционира во услови на криза и во услови на криза во Република Македонија се одлучило наместо да зборам генерално, се одлучило наместо да се оди на отпуштање од работа, се оди кон споделување на ризикот, каде што дел од ризикот превзема собствениците на капиталот, дел од ризикот треба да превземат од кризата, од шокот, од ударот треба да превземат работниците преку намалени лични доходи или популарните плати. Значи во последните 3 години таму го гледам претежно зошто има намалување на реалните плати во Република. Нели го сметате овој тренд за чуден кога во ситуација кога и онака имаме најниски плати во цела бивша Југославија и во ситуација кога еве имаме и нешто и странски инвеститори кои по правило даваат поголеми плати? Тоа е веќе нешто друго. Значи, првото прашање, јас го разбрав и одговорот така го дадов во услови на циклични флуктуации во економијата. Значи, има услови на криза, во услови на криза нормално платите цените паѓаат и имате нешто што се нарекува тренд или системско поместување. Нема ова врска нешто посебно со структурно прилагодување на македонската економија. Зашто се работи? Некаде се сеќам 2000 година, кога се врати во Република Македонија, почнав со одредени ангажмани во Министерството за финансии. Тогаш Република Македонија интензивно имаше соработка со Меѓународен монетарен фонд преку склучување на аранжмани. Во тие преговори упорно се инсистираше на две работи. Така наречената флексибилност на работна сила, број 1, и број 2 на цената на работниот труд. И во тие услови, во цената на работниот труд, претежно се зборуваше за тоа дека номинално платите на работниците, трошоците за нив, значи оно што значи социјално, пензиско, здравствено осигурување, дополнителни приходи кои што може по основна плата да ги добиваат работниците, дека тоа се представува некаков трошок за работодавачот и дека тие треба да се намалат. А под услови на флексибилност работна сила се подразбираше колку полесно ќе го отпуштите работникот од работа. Тогаш предупредував дека многу лесно Република Македонија во регионот и малку пошироко во оние држави каде што има пониска ценовна вредност за работната сила, може да се доведе до така наречениот ред рейс. Или тоа е она трка на глувци. Значи вие одите долу и соседот ваш гледа дека вие одите долу со цената на работната сила, бидејќи тоа политичарите ништо не ги чини, и тие во соседните земји ќе ја намалат цената на работната сила. Добро, што значи ова? Значи ли ова дека некое нагорно поместување на платите можеме да очекуваме дури кога невработеноста ќе почне позначително да се намалува? Или можеби нешто ќе се случи побрзо? Еве, значи реалните лични доходи паѓаат веќе 3 години и 2 месеца, тие не може да паѓаат до бескрај. Мора некогаш да почнат да растат. Кои се вашите проекции за во иднина кога станува збор за платите? Видите, во пазарна економија има две работи. Првата работа е дека вие мора да имате пазарна работна сила. Во услови кога имате пазарна работна сила, можно е да функционира невработеност, па поголема побарувачка, па за поголема побарувачка на работна сила да има поголеми реални надоместоци или плати. Тоа во Република Македонија не функционира. И значи во услови кога не постои пазар на работна сила, во такви услови вие не може да очекувате дека поради тоа што има висока невработеност, па поради тоа и цените на работната сила во одредени сектори е ниска. Значи, еве на пример имате вие за во текстилната индустрија, имате ностоп отворени конкурси во Штико. Тамо не може да се задоволат, бараат, но цените се на минимум плата колку што пропиша држава Република Македонија, што е добар потек. Да е
прокоментирате баш таа нееднаквост кога станува збор за платите, таа неравномерна дистрибуција на платите. Евростат објави податоци пред само месец-два, во кој јасно се гледаше дека во Република Македонија значи дистрибуцијата на платите е најнеравноправна. Значи таму стоеше дека вика 2/3 од вработените земаат плата која е само 2/3 од просекот или помалку. Така. И тоа беше тоа е најнеравноправна дистрибуција на платите во цела Европа. Ниедна друга земја нема толкав огромен диапазон на плати од најниска до не знам до највисока. Како го коментирате ова? Што е резултатот? Тоа е резултат на се она до сега што го разговаравме. Меѓутоа тоа е глобален тренд. Да ви кажам еден податок. 2010 година Forbes излезе со ваков податок. Околу 1200 луѓе глобално поседуваат 4500 милиарди долари. А 3 милиарди луѓе на планетава Земја поседуваат 8000 милиарди долари. Во просек тоа знаете што значи? Дека најбогатите во просек оние 1200 имаат секој по 4 милиарди долари, а во просек останатите имаме по 2500 долари годишно. Да, Значи, нееднакоста е глобален феномен. Значи, можеме да навлеземе и во дискусија за... Не, сега само овдека за Македонија станува збор за прилично екстремен пример на европско ниво, мислам, тоа претпоставам дека не било од секогаш така. Па не било тоа до 90-91 година не било. После 91 дека година високото ниво на невработеност кај нас има голема улога за ваква невработеност. не е тоа директно врзано со невработеност. Тоа е врзано со Тоа е претежно врзано со прифаќање на оно претходно што го зборев. Прифаќање на работникот да се гледа буквално како инпут во производството, значи буквално микроекономски. Вие го гледате дека тоа е некаков инпут без да се води сметка дека овде има и одредено социопсихолошки феномени кои што не може економијата да не ги земе во предвид. Значи не се работи за роботи, се работи за живи луѓе. Понатаму, бидејќи се работи за живи луѓе, и ако го веќе гледате вие како инпут тој работник, вие мора да земете во предвид дека тој работник мора да поседува нешто што се нарекува знаење и вештини. Значи, овие 20 години, поготово сега со ова анекдотско веќе печатење на дипломи, што сите го дискутираат, никој не јавно не го кажува, веќе не се стекнуваат со знаење и со вештини, а сите имаат дипломи. Каков ќе биде ефектот од тоа по работната сила? Каков ќе биде ефектот по тоа на бизнисмени? Стопанските комори за тоа ништо не зборуваат. Владата не направила евалуација или мониторинг на целиот тој систем. Значи, друга работа. Имате вакви нелогичности и парадокси. Имате став на владата во кој што ги примамувате инвеститорите и велите дојдете, имаме ефтини услови за работење, читај имаме ефтина работна сила, а од друга страна промовирате преку 90% од луѓето да се запишуваат на факултет. Ако вие се запишувате на факултет, предпоставувате дека ќе добиете знаења и одредени вештини, ама тие знаења и вештини треба да се платат соодветно. Не може, значи тие имате одреден дисбаланс. Значи не може во исто време да имате образована и полна со вештини работна сила, таква да креирате, а од друга страна да кажувате дека е таа ефтина. Тоа е оној дисбаланс кој што се јавува кога јас велам дека економистите ќе мора малку да превземат и од другите науки одредени сознанија за конкретно зборуваме за работникот и неговата накнада или реална плата, со тоа почнавме, па потоа да ги земаат во нивните модели и да ги земаат во нивните политики политичарите кои ќе сакаат да нешто променат кон подобро. Јас ви благодарам, господин. Благодарам за поканата.